Добро утро, почитувани гледачи. Во последниот работен ден од оваа седмица го заокружуваме со уште едно издание на емисијата Фактор здравје и ја посветуваме на негативното влијание на екранизацијата врз развојот на децата. Живееме во време кога екраните за жал се првата играчка, првиот учител, но за жал и се почесто првата зависност кај децата. Таблетите, мобилните телефони, телевизорите станаа секојдневие уште од најрана возраст. Но зад мирното дете кое си игра на екран може да се кријат сериозни последици по неговиот развој, потешкоти со концентрацијата, разбирањето, комуникацијата, однесувањето. Што можеме и што треба да направиме како родители и како општество? На оваа тема утрово разговараме со Вероника Поповска, дефектолог од Гаспар Центарот за психофизичко здравје. Добро утро, Вероника, и добре ни дојде во емисијата. Добро утро до вас и до гледачите. Добро ве најдов. Се надевам денес на добра тема, дека ќе оставиме впечаток на родителите и дека ќе научиме по нешто. Така, ќе дадеме совети, ќе дадеме препораки, но колку ќе успеат да применат од сето тоа, но добро е да се зборува за екранизацијата секогаш кога имаме теми за деца, ја подспомнуваме така попатно дека негативно влијание има, меѓутоа како цела тема не сме обработиле, а си има должно внимание бидејќи за жал се повеќе е присутна во детската возраст. Што представува екранизација и постојаната изложеност на екраните? Апсолутно така е. Денес и самиот начин на живот води кон тоа секој човек да е многу поизложен на екран, почнувајќи пред се од возрастните, па се до најмалите генерации. Екранизацијата може да ја дефинираме како една состојба која што се јавува како последица на прекумерна изложеност пред дигитални уреди, како што се телефони, таблети, компјутери, било каков тип на дигитален уред, и сето целата таа изложеност си води кон последици. Кај децата најчесто делува врз целокупниот развој. Нив ги опфаќаме најмногу, мислам, поради тоа што тие кога се најмали, кога се во најмала возраст, мозокот е најактивен, односно најпластичен, каде што најмногу прима. Сега, колку што се децава поизложени на екран, толку повеќе се појавува доцнење во развојот, делува буквално на целокупниот развој, и фина моторика, и груба моторика, и социјализација, и билатерална координација, и емоционална регулација. Значи, буквално на се тоа делува изложеноста пред екран. Така, а подоцна понатаму и во текот на учењето, нели, во годините кога веќе почнуваат на училиште, дигиталните содржини влијаат и на децата и на возрастните. Има разлика какво е влијанието, многу е посериозно и пострашно велиме во детската возраст. Зошто? Но и возрастните не се изземени од сето тоа. Апсолутно, колку што делува на мислам, секако делува многу повеќе кај децата, поизразено е, ама се забележува кај возрастните. Може да прост пример тоа што, например, порано, кога ќе земеме да читаме книга, имаме повеќе повеќе трпение, повеќе заинтересираност, колку да ја здодевна книгата, ние сепак ќе прочитаме до крај сме ја читале, така без разлика дали ни го привлекувало или не вниманието. А сега со денешница, во колку што сме повеќе изложени пред екран, толку е намалено и трпението, вниманието, немаме концентрација, немаме фокус. Мислам, главно нешто тоа што се губи фокусот кон тоа што го читаме, поради најмногу поради тоа што кога станува збор за екраните, ти имаат силни светла, динамични содржини, звуци. Кога читаме пример книга, сето тоа е пасивно. Значи, затоа ни го губи вниманието, трпението, затоа што ние сме навикнати на таа сина светлина и поголема стимулација дава, ама како возрастни веројатно знаеме и можеме да се контролираме. Кај децата не, ако не изреагираме ние така, да им го ограничиме времето, колку време поминува, тогаш тие можат и цел ден да поминат. Делува, затоа што, како што кажав, нели, мозокот е се уште во развој, особено од 0 до 3 години. Тие се клучни години. Сега мозокот се развива најмногу преку движење, играње, координација, значи кога децава се постојано изложени пред екран, тоа го нема. Прост пример ќе дадам. Порано
овие што се народни игри што ги играле децава, како што се куклени представи, жмурка, џамли, ластик, сите тие игри уствари делувале на целокупниот развој на детето без да се посети некој тип на терапија, значи тие биле природна развојна терапија. Помалку имало потреба да се оди. Апсолутно. Затоа што, например, еве, да опишам за куклената представа конкретно. Значи, преку тој тип на игра што играле порано децата, се развивала прво билатералната координација. Тоа е координација нели на двете страни, правилна координација на двете страни од телото. Со едната рака ја придвижувале куклата, со другата ја држеле. Значи правилно се развива билатералната координација. Потоа се развива символичката игра, се развива имагинација, игра на улоги, затоа што мораат да осмислат говор, значи едната кукла има една улога, другата кукла има друга улога. На тој начин нели фантазијата, имагинацијата се развива, креативната игра, мислењето, фината моторика, грубата моторика, буквално се развива емоционалната интелигенција, затоа што ти, например, кај едниот лик мораш да покажеш една емоција, кај другиот друга емоција. На тој начин се учеле децата и да ги разликуваат и спознаваат емоциите. Денеска, кога се тие постојано изложени пред екран, сето тоа значително се губи. Исто пример со џамлииве. Тие биле особено важни затоа што, мислам, важни. Денеска го потенцираме нивното значење затоа што најмногу се развило на пинцетен фат кој што денеска е доста отсутен кај децава, значи преку терапија треба нели да го постигнат фината моторика, сите тие моторни вештини, фини и груби, кои што се понатака пак развој за предучилишните вештини. Подготовка на децата. Потенцијален развој за Така да. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот онаму каде што застанавме. Останете со нас до самиот крај, повелете, вклучете се во емисијата со ваши прашања. Со Вероника Поповска, дефектолог од Гаспар Центарот за психофизичко здравје, зборуваме за негативното влијание на прекомерната екранизација и изложеноста на децата на екраните во нивниот развој. Интересни примери кои што треба и може да ги применуваме, ќе речеме ако споредуваме минатото со сегашноста, некако не се споредува, тоа било друго време на живење во тој период кога се уште и немаше мобилни или кога и првпат излегува мобилните, ама кои служеа само да се јавиме, да ни се јават или да испратиме SMS порака, не беа паметни телефони, родителите мора, односно треба и сака и го правеа тоа, да глумат и да бидат паметните телефони, наоѓајќи им најразлични интересни занимации, игри заедно со своите деца. Зошто тоа во денешно време се помалку го гледаме? За жал, пред се поради начинот на живот кој што денеска е многу динамичен, родителите се голем дел од времето на работа. Децата најчесто се со баби, со дедовци кои што не можат нели доволно да ги контролираат децата, но и родителите кога ќе дојдат е убаво и би било убаво барем саат до 2 во денот да посветат на децата, за да се врати нели она што велиме дека било во минатото, односно да се посветат повеќе на децата во контекст на овие игри, да ги вклучат што е можно се повеќе во секојдневните активности, додека готват, чистат, работат, било што и да прават, се да прават заедно, бидејќи преку секојдневните активности кај децата се потикнуваат и се развиваат овие вештини кои што треба да се постигнат. Исто така, нели е многу важно тоа внимание да се посвети на нив, за повторно да ги вратиме назад развојот на имагинација, креативноста, фантазијата и преку нив, па понатака целокупниот развој ќе
ќе се врати во некоја нормала. Така да. Ако речеме колку време треба или може да бидат изложени пред екрани, од 0 до 2 години, од 3 до 5 или од 6 до 12. Ова од 0 до 2 не треба ни да помислуваме дека на детето треба да му се даде мобилен телефон. Апсолутно, да, јас се согласувам, и мој личен совет исто така дека од 0 до 2, па јас би рекла дури и до 3 години воопшто так. да не се јас не препорачувам екрани. Најмногу поради, не само поради изложеноста на сина светлина, туку и поради тоа што тоа има негативно влијание и на јазичниот развој. Значи, децата кога гледаат постојано видеа или сега скролаат кратки содржини. А колку вешто тоа го прават? Многу Просто вешто, кога ги гледате не да. ви се верува дека тоа можат да го направат. Апсолутно. Дури некој возрастен што не знае да влезе во нешто, децава знаат многу вешто да баш да го прават. содржината која што им е наивната го привлекува вниманието. Во јазичниот развој многу делува на начин што кога гледаат тие на екраните немаат диалог. Значи имаат само монолог, имаат механичко учење на јазикот. Значи се губи тоа што е најважно за комуникација. Кога најчесто имаат ехолалија, односно повторувачки говор, кога јас вака од лично мое искуство, значи буквално ќе дојдат и кажуваат фрази одцртани, значи немаат нешто што е ново, пример тие нешто да измислат, да кажат, да имаме диалог, убава комуникација. Децата повторуваат фрази одцртани, затоа може да кажеме дека делува како да се влезани во некој цртан филм, затоа што имитираат движења, имитираат зборови, дури и тоналитетот на гласот го прават онака како што го гледале во цртаниот филм. За жал сега пак содржините покрај тие што се едукативни содржини, затоа што нели постојат и таков тип на содржини, не е забрането да се гледа екран, не е забрането децата да гледаат одредена содржина на дигитален уред, меѓутоа тоа треба да биде ограничено, односно да се направи одреден баланс, за да не се изгубат оние важни функции што се. Бидејќи доколку не се направи баланс, како што кажав, нели делува тоа на развојот. Исто така, кај јазичниот развој може да кажеме дека тие имаат и доста намален вокабулар. Немаат помал фонд на зборови имаат, така, бидејќи нема од каде да научат многу или не комуницираат, не зборуваат, со се повеќе зборување, така си го збогатувате и фондот и со читање, кога веќе детето ќе може да чита. Да. Тие децата па и најчесто немаат, значи зборувам децата што се изложени пред екрани, најчесто и немаат толеранција и трпение за кога некој им чита приказна и слично. Тоа е многу бавно, многу е полека, така тоналитетот е можеби ист, така досадно име. Бараат постојано некаква стимулација. Стимулација бараат најмногу заради тоа што, како што кажав, сега содржините се се почесто динамични. Значи силен е интензитетот на боите во екранот, силен е интензитетот на звукот. Значи и кога ќе преминеме во друга активност што за децата е попасивна, во наводници за децата е попасивна, тогаш се губи фокусот, се губи вниманието, се губи трпението. Тие бараат нешто што како што е тоа што го гледаат на екранот, и затоа се јавува и раздразливост и плачење кога нема да им се даде уредот, кога ќе им се одземе уредот. Да, најчесто кога ќе им се одземе уредот, доаѓаме и до момент каде што децата имаат тантрум, односно тоа е реакција, односно последица на силна издржливост и нерегулирање. Не можат да се само изрегулираат и поради тоа се јавува таква реакција кај децата. Тантрум ниту како израз порано не сме го знаеле и не сме го ни користеле и употребувале. Кога се прекумерно изложени на екрани, да, различни потешкоти или пак последици може да има сето тоа врз детскиот развој. Се повлекуваат ли некогаш родителите за мир во куќа во наводници или несвесно, не сакајки го користат ли мобилниот или таблетот како дадилка? Многу често, за жал,
кога детето е премногу плаче, кога премногу е раздразливо, за да се смири, многу често им ги даваат телефоните. Исто така има и ситуации кога децата одбиваат да јадат, пак им дадат таблет, телефон, нешто пред нив да гледаат и за жал родителите ги ранат, наместо нели децата сами да јадат. Да. Најчесто И да знаат што е тоа јадење во чинијата која што им не е се ставена. вклучени во процесот на јадење. Да, има деца што буквално не сакаат да јадат без екран пред нив. А сето тоа за да се надмине, нели треба постепено ограничување, затоа што па и не е толку добро и нагло да се прекине екранот, значи постепено намалување, ограничување на содржината, повеќе вклучување во секојдневни активности, повеќе вклучување во игра, повеќе разговори, комуникација со децата, повеќе описно да им ги представуваме работите, исто така колку што им ги опишуваме, толку и да им ги покажуваме, значи буквално да ги вклучиме во секој дел од денот и сите овие последици кои што се настанати од екранизацијата најчесто ќе се намалат или ќе исчезнат со текот на времето. Така, кога ќе направиме еден баланс или некоја средина. Сега има и многу апликации со кои родителите може нели да гледаат колку време детето поминало на екран, знаат да му речат денеска си вкупно 5 часа на телефон. Доста е, завршуваме, детето воопшто не реагира додека не му го земете телефонот, едноставно не прифаќа. Па дури и оние малку поголемите. Веќе проблем со авторитети, затоа што и нели со авторитетот на родителот, но и екранот си го прави своето. Јас мислам дека доколку балансот е направен правилно, децата колку и да одбиваат со текот на времето, ќе се појави интерес кон овие активности кои што се надвор од екранот. Така да, дури родителите еве и да се обидат да пробаат да играат некоја игра со децата, ќе забележат дека можеби и час-два ќе поминат во заедничка игра и дека можеле и тоа да го сторат, ама некако ова велите да, динамично време на живење како да не ни дозволува да се посветиме до толку во развојот. Колку и да не ни дозволува сепак час, два, три во текот на денот. Да. Забележуваат ли родителите, можат ли да забележат дека веќе екранизацијата преминала во зависност кај нивното дете? Бараат ли помош, доаѓаат ли, бидејќи на дефектолог за најразлични причини може да се дојде или кај логопед? Забележувате ли кога ќе донесат дете дека дошле наменски заради екранизацијата или прашувате ли колку време поминува на екран, пред екраните? Апсолутно, без разлика дали се работи за дете кое што има типичен или атипичен развој, ние секогаш прашуваме колку време е детето изложено пред екран, затоа што и кај децата со типичен и со атипичен развој си има нели негативни и позитивни последици, затоа што не е нели се само негативно. Меѓутоа кога се јавуваат конкретно, не се јавуваат како проблем со екран, туку најчесто се јавуваат како проблем со задоцнет развој, најчесто со говорот, со контактот со очи, затоа што фината и грубата моторика не се најчесто првото нешто кое што го забележуваат родителите. Значи, не забележуваат дека веднаш детето доцни, например, на 4 годишна возраст не знае убаво да скокне, не знае убаво да дофрли, да фати топка. Не е тоа првичното нешто кое што го забележуваат. Првичното е отсуство на говор, намален вокабулар, намален контакт со очи, односно детето им делува како да е исклучено. Најчесто првично се јавуваат поради тоа. Така. Во сите останати потешкоти кои што може да се јават кај децата, нарушениот сон и ред други работи, помала физичка активност имаат, а кога се помалку физички активни, повторно велиме како физичката активност е битна во секој период од животот, а во периодот кога децата растат, им се потребни оние здрави навики кои што треба да ги применуваат. Да, апсолутно, затоа што преку движењето, преку тие физички активности, мозокот најмногу се развива. Заради тоа тие се толку важни. Например, кога си изложени нели пред екран, сите тие физички активности се намалени, дури понекогаш во целост се отсутни и затоа доаѓа и до задоцнет развој. Затоа
и во социјален, значи тие дури имаат и односно нема доволна потреба за да се играат со своите врсници, немаат потреба за развој на различен тип на игра, значи тие се едноставно фокусирани само кон екраните, затоа што тие на нас, мислам, нели ни нудат, еве кога играат игрици, не мора само да гледаат содржини на екранот, значи доведува до брза награда. Доаѓа до доколку еднаш изгубиме во играта, доаѓа до време за повторување. На тој начин се намалува и толеранцијата кон фрустрација. Кога децата ќе се соочат во групна игра, каде што мора да почитуваме правила, мора да решиме одреден проблем кој што е во играта или кој што настанал помеѓу децата, мора да чекаат ред. Тука доаѓа да прифатат дека и некогаш ќе изгубат, некогаш ќе победат. Да, и дека не може веднаш да се повтори таа активност за тие да победат. Сега тука доаѓа до зголемена фрустрација, до зголемена раздразливост, до зголемено одбивање во вклучување на таа игра, баш поради тоа. Така што многу делува и на социјалниот развој, одсутни се, апсолутно. Тука кратко одговараат со да и не најчесто, така? Најчесто да, а некогаш дури можеби нема ни да одговорат. Социјалниот развој, како што го кажав, си го влече и емоционалниот развој. Не можат убаво да ги разликуваат емоциите затоа што не се доволно упатени, нели, каква ситуација може да произведе различна реакција, не можат доволно да читаат мимики, фацијалната експресија, не можат, например, секогаш да различат кога некој човек е луд, кога е бесен, кога е среќен, токму поради сето ова. Во однос на физичкиот развој, односно моторниот развој, нели ги напоменавме грубата и фината моторика. Движењето, како што кажав, нели е многу важно за развој на мозокот, со тоа и со правилен развој на целокупниот живот на детето. Кога ова е намалено, се влече своја последица. Така, кога прекумерно се изложени на мобилните телефони, едноставно најмногу палецот и показалецот само ги користат, таа фина моторика така се развива кога низ игра, најразлична игра, така, ќе го применувате и практикувате тоа. Апсолутно, и таа е многу важна за понатака за училишната возраст. Има многу дечиња кои што нели сега имаат, например, лош ракопис или неправилно движење на раката, промашуваат линии, редови, букви, значи сето тоа можеби не е секогаш последица како дислексија, дисграфија, апсолутно не, значи многу често е и последица од самиот екран. Така, да. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот, останете со нас до самиот крај. По блокот реклами продолжуваме со разговорот. Вероника, дали кога ќе дојдат родителите и ќе го донесат детето на дефектолог или на логопед заради одреден проблем, па ќе се востанови дека е прекумерно изложени на екраните, бараат ли совет, помош или има ли начин на кој што вие работите со нив, меѓу другото, за да се намали таа зависност од екрани? Да, најчесто кога се јавуваат на процена, нели ние функционираме заеднички со логопедот, доколку процениме дека нели има потреба да доаѓа кај логопедот, го вклучуваме логопедот, им даваме насоки на родителите што треба да прават дома, пред се, значи како главно нешто посочуваме дека е потребно да се намали времето кое што децата го поминуваат пред екран постепено и да се ограничи содржината исклучиво на македонски јазик, поради тоа што многу често децата и зборуваат англиски, зборуваат српски, руски, француски, значи на кој јазик гледаат цртани, многу почесто најчесто е нели на англиски.
Ама имаме појави на други јазици. Најчесто кажуваат и такви зборови, ама не се како комуникација, туку најчесто тоа се механички кажани зборови. Значи повторување на одредени фрази, без длабинско разбирање на тоа што го зборуваат и начинот на кој што се комуницира. Покрај ограничувањето на содржината, на родителите им посочуваме кои активности би можеле да ги работат децата дома за развој на фина груба моторика, социјален и емоционален развој. Како интересно нешто за развој на фината моторика и сензорна стимулација можам да дадам примери. Додека ако имате дома пена за бричање или шлак, сеедно, може комотно на маса или огледало да се испрска со пена и да му дадете на детето да прави различни форми со прстот, значи првично само, а потоа ви на лист да му нацртате, пример, круг, коцка, дете, линија, нешто, било што, и детето да го имитира. Значи, постепено преку една активност развива и фината моторика, и размислувањето, и повторувањето, односно учење на правила, учење на и се зголемува концентрацијата, фокусот, вниманието, таков тип на активности најчесто. И тоа што ќе се растори, и тоа што ќе се изволка, ќе се исчисти, ќе се среди потоа, така? Апсолутно. Ама значи, знаете дека сте направиле добро за детето. Да, и треба да се валка. Значи не баш најчесто кога има мали деца, не треба да биде чисто. Значи децата треба да се постојано во игра. Во игра, да. Така, тој тип на активности. Исто така им посочуваме и како можат, тоа со логопедот, меѓутоа им посочуваме и активности каде што може и на кој начин може да се развие говорот, а ние на третманите заедно во корелација со логопедот преку различни активности кај мене најчесто, нели, кога зборуваме за помалата популација, сите активности се одвиваат најчесто преку игра, затоа што едно мало дете не можете вие да го седнете на стол и да очекувате дека 45 минути во текот на третманот она ќе седи на стол и ќе учи, значи учењето треба да се пренасочи на поинаков начин. Значи сето тоа да е преку игра, ама да се стекнат сите тие вештини што треба детето да ги стекне, бидејќи така и повеќе ќе им го задржиме вниманието. Да, и веројатно знаете како да им пристапите, која игра им е интересна и како да го постигнете. Апсолутно, дури некои игри на почетокот може да не им се интересни, може и воопшто да не им се интересни некои игри, ама нели со трпение, со разбирање, со прилагодување према детето, бидејќи нема две исти деца. Значи секој дете е приказна само за себе, со секој дете имаме различен индивидуален пристап. Нели мора према детето да се прилагодат и игрите, начинот на одвивање на третманот. Така да. Што е поопасно или посериозно? Времето поминато пред екраните или пак содржината која што ја гледаат? Јас можам да кажам дека и двете, но времетраењето е нешто што игра поголема улога, затоа што колку што се повеќе децата пред екран, толку повеќе се исклучени. Значи, они се буквално навлезени во тој дигитален свет и целосно се отсутни од реалниот свет. А исто така и содржината е важна, затоа што сега, за жал, па и се подинамични игри има, со пукање, со тепање, со некои такви активности, значи покрај едукативните, нели има и едукативни, тие се супер, но кога зборуваме и многу се пократки содржините, значи порано ако имало цртан од саат време, сега се пример по 10, 15, 20 минути. Да. Влијае и на сонот, влијае и на видот. Се сеќаваме кога сме биле мали, кога ни велеле не блиску до телевизорот за да гледаш нешто на одредена оддалеченост. Сега мобилниот е буквално пред нив, така, па се наведнуваат држењето на телото, движењето на телото, значи си има многу бројни последици. Не е само нели и психичкиот, туку и физичкиот развој тука. Да, апсолутно. Затоа што еве сонот е многу важно нешто.
кај овие деца најчесто и нарушен сонот, тие многу почесто се будат во текот на ноќта, утредента се пораздразливи, по-кратка има REM фазата. Значи, многу често знаат да се будат навечер и да се будат со плачење. Многу често не се наспани наутро кога ќе станат, после градинка или има дечиња што не одат во градинка, пак се изложени на екран, тоа пак им го скратува сонот, пак се пофокусирани на тоа, значи телото им е многу поуморно на некој начин, а мозокот се уште им е активен и тука не може да се најде баланс, па најчесто поради тоа доаѓа до таа раздразливост кај децата. Така, зошто е важна таа вистинска жива комуникација на родителите со децата? Еве и низ еден прост пример, тргнуваат некаде, патуваат 2 часа, 3 или повеќе, децата се со мобилните на задните седишта, а ние кога бевме мали, ги броевме возилата, автомобилите од спротивната страна, ја гледавме околината, уживавме во природата. Сега тоа децата воопшто не ги интересира. Ама ако родителите им го наметнат тоа, веројатно би им го побудиле интерес. Апсолутно, затоа што родителите се првиот пример со кој што го имаат децата, како треба тие да се однесуваат, затоа што најчесто децата ги имитираат своите родители или врсници. Значи, првото нешто кое што имаат како идол, како фаворит, како пример за тоа како треба да се однесуваат и да прават одредена активност, одреден начинот на говор, начинот на седење, буквално првото нешто со кое што го земаат како пример име родителот, и затоа тие се многу важни за децата и каков пример ќе им дадат, така децата ќе се однесуваат, затоа што на пример ние зборуваме дека на децата треба да им се одземат телефоните, да им сеускратат. А од друга страна родителите се постојано со мобилните. Да, меѓутоа кога едно дете се игра во просторија или сака да поттикне комуникација, разговор со родителот, ако родителот е постојано на телефон или не знам сега во моментот пишува некоја порака, детето го прашува нешто и родителот не го погледнува веднаш детето во очи, значи и му дава на тој начин таков пример. И детето потоа тоа го повторува, затоа што и родителите кога се поотсутни, тоа полошо делува. Тогаш се поотсутни и децата, да. На самиот крај дојдовме, само би заклучиле, не сте лош родител ако му направите некакви ограничувања, не сте лоша баба или дедо, ако некогаш покажете и малку поинакво однесување, бидејќи бабите и дедовците знаат да им удоволат за удоволувањето тука се бабите и дедовците. Со најдобре намери и со голема љубов. Телефоните не ни се непријатели. Да. Значи апсолутно и ти имаат и многу сега како паметни уреди имаме многу бенефити од нив, значи и тие едукативни содржини, и тие едукативни игри. Меѓутоа се да биде во одредена доза, значи битен е балансот, не е дека скроз е непријател. Да. Може да ни биде и многу добар пријател ако знаеме да искористиме како дозирано да го искористиме тоа. Да. Родителите во секој случај се тие првите кои што треба нешто да преземат за да не оди во големи размери сета оваа екранизација која што и така негативно присутна кај децата. Апсолутно. Благодарам Вероника за гостувањето. Благодарам и навам. Убав ден, па се гледаме во секако и следна прилика со нова тема од оваа област која што ја работиш. Ви благодариме и вам, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен викенд. Се гледаме повторно со ново издание во понеделник.